Добро утро, Симона. По вчерашните врнежи на снег во некои делови од државата, но и по одроните на дел од патиштата, утрово се наоѓаме во Автомотосојузот на Македонија, каде што ќе разговараме со Ангела Темелков, агент во контакт центарот на АМСМ, за тоа каква е моменталната состојба на патиштата ширум државата. Ангела, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. За почеток, ајде да откриеме каква е моменталната состојба на патиштата во државата за денеска. Добро утро. Утринава состојбата на сите државни патишта е проодна, односно нема никои забрани и се одвива по суви коловози. Кои се најчестите проблеми со кои се соочуваат возачите во зимски услови? Зашто најчесто вие добивате повици во овој период од годината? Па во овој период од годината, кога има врнежи од снег, обично се случува некои возила да заглават во снег, а тоа се случува поради неносење на соодветна зимска опрема, односно зимски пневматици на сите 4 тркала или летни гуми со зимски ланци. Се случува во овие ниски температури да не може да се стартува возилото, може да замрзае горивото во самото возило и може да се излизга возилото на голомразица. Предпоставувам, настрано од сите овие проблеми со кои се случуваат возачите, исто така добивате и прашања за тоа дали се проодни граничните премини, дали се отворени со оглед на тоа што изминатиот период, почнувајќи од месец декември, има постојано протести во Грција. Да, имаме повеци за тоа, веќе трае подолг период. Во моментов сите гранични премини према Република Грција се отворени, освен за на граничен премин Меджитлија, односно граничен премин Ники, каде што е затворено веќе 48 часа до денеска за тешки товарни возила. Ангела, кажете ми, која зимска опрема е законски задолжителна и што дополнително треба да поседуваат возачите во своите возила во овој период од годината со оглед на законската обврска за поседување на зимска опрема? Да, поседување на зимска опрема која трае до 15 март. Треба да има зимски гуми на сите 4 тркала, односно ако имаат летни гуми би требало да имаат ланци во своите возила. Тоа е тоа што би помогнало во случај на снег или на голомразица. Значи што се однесува до зимската опрема, значи во случај да заглави возилото некаде заедно со патниците внатре, значи да има доволно гориво во самото возило, доколку треба да се чека во одреден период да може да работи возилото и да биде пуштено за топлувањето внатре. Значи се зависно од условите и од тоа кој колку мисли дека треба да е спремен, може да се носи некои топли напитоци, кебиња, меѓутоа сето тоа зависи од патниците внатре колку сакаат да се спремни. Меѓутоа пред се генерално, значи зимски пневматици на самите возила. Што да направат граѓаните, на кого прво да се јават во случај на дефект на пат? Па тоа би требало да го направат кај нас, ние сме затоа тука, значи нашите телефонски броеви се 196 за помош на пат или 15555 за информации на патиштата. Имаме и наша мобилна апликација на која исто така може да ни пријават дефект и тука сме 24/7 за сите наши корисници и членови. И за крај на нашиот разговор, колку е важно и каде може да се информираат граѓаните пред да тргнат на пат за состојбата на патиштата? Значи може да не добијат на телефонските броеви кои веќе ги напоменав 196 и 15555, можат и на нашиот вебсајт amsm.com.mk, тука во состојба на патишта редовно ги објавуваме сите информации, редовно ги обновуваме, односно ги апдейтуваме самите информации. Така, ние редовно ги пренесуваме вашите информации до нашите гледачи. Ангела, ви благодарам што утрово бевте дел од Македонија наутро. Утрово разговаравме со Ангела Темелков, агент во контакт центарот на Автомотосојузот на Македонија, за тоа каква е моменталната состојба на патиштата ширум државата по вчерашните врнежи од снег, од дожд, но и одрони што ги имавме на некои од патиштата, но и зошто е важно граѓаните да бидат информирани пред да тргнат на пат за тоа каква е состојбата на патиштата. Симона?